Делегација на општина Крива Паланка, предводена од градоначалникот Арсенчо Алексовски, на покана на неговиот полски колега господинот Славомир Ковалевски, оствари неколкудневна посета на Млава, Полска. По претходно склучениот договор за соработка помеѓу општина Крива Паланка и градот Млава во Полска, кој беше потпишан на празникот на општината 8 октомври 2011 година, соработката започна со посетата на фолклорната група од овој град за меѓународниот фолклорен фестивал Св. Јоаким Осоговски годинава, кој се одржа од 25 до 27 август во нашиот град. Соработката продолжи со возвратната посета на делегација од општина Крива Паланка, која присуствуваше на реконструкција на битката за Млава, настан кој се одржува веќе петти пат поред. Покрај овој културно-историски настан, посетата беше насочена и кон согледување на идните можности за соработка помеѓу двата града, особено во поглед на заеднички активности за аплицирање и реализација на проекти финансирани од Европската унија. Битката за Млава представува настан, дел од историјата на Полска во чест на оние жители во градот Млава кои загинале во екот на Втората светска војна, а со единствена цел да не се заборави нивната посветеност за одбраната на нивниот град и нивната слобода. Најпрви на 31 август беше представена реконструкцијата на бомбардирањето и ужасите кои ги преживувале граѓаните на Млава. Настанот се одржа на плоштадот пред општината, на кој присуствуваа градоначалникот на општина Млава, представници од кабинетот на председателот на Полска, пратеници, армијата на Република Полска и представници на началникот на генералштабот на Полската армија, единствениот преживеан учесник во битката на Млава, кој наскоро ќе наполни 100 години. Делегација од збратимени градови во Македонија, Романија, Италија, Латвија, Литванија, Кипар, Грција, како и останати официјални личности и представници. Настанот представува реконструкција на вообичаениот живот на жителите на улиците на Млава, а актери во овој историски спектакл се жители на градот. За некои од нив улогите кои ги имаат во реконструкцијата се и нивни вистински професии и представува драма за почетокот на војната и бомбардирањето на Млава. Следниот ден беше реконструкција на битката на бојното поле помеѓу Полска и Германија. Германците одлучиле да го остварат својот напад токму на ова место, бидејќи представувало најкраток пат за да се освои Варшава, согласно на тогашната граница. Во настанот се вклучени авионски бомбардирања, тенкови, топови и друг вид артилерија кои допринесуваат да се добие реалната слика што се случувало на тоа место при нападот на Полска на почетокот на Втората светска војна. Исто така беше положено цвеќе пред мавзолејот на војниците и беа запалени свеќи за комеморација на жртвите на битката на Млава. Покрај овие два настани, посетата на градоначалникот на општината беше искористена за состаноци со делегациите од други градови кои присуствуваа во Млава, во поглед на други предлози, идеи за идни проекти, со што би се продлабочила соработката не само со Млава, туку и со незините партнерски општини. На 3 септември, по повод почетокот на учебната година, делегацијата присуствуваше на церемонија кога се пушти во употреба новата училишна спортска сала, детско игралиште во дворот на општината Млава и атлетска патека. Последниот ден од посетата делегацијата одржа состанок со градоначалникот на општина Млава во неговиот кабинет, каде од страна на градоначалникот Арсенчо Алексовски беа врачени пригодни подароци. На овој состанок беше изразена взаимната подготвеност за заедничко аплицирање и реализација на европски проекти. Градоначалникот Ковалевски се заблагодари за приемот на фолклорната група од Млава која учествуваше на фестивалот Св. Јоаким Осоговски, кои му ги пренеле импресиите и задоволството од учеството на фестивалот, а градоначалникот на Млава пројави интерес за посета на нашата општина.